Малку е познато дека лавовите сепак живееле во Македонија. Потврда за ова имаме кај Херодот, кој сосема јасно пишува дека во Македонија во античко време живееле лавови. При тоа читаме: дивеч имало во изобилство. Херодот спомнува елени, диви свињи, диви кози и мечки, како и леопарди, рисови, лавови и пантери. Не е неприродно тоа што ловот бил значајна гранка на македонската економија и за нејзината младина важна вештина во здобивањето со машкост. Значи, еве го одговорот на прашањето од каде толкавата присутност на лавот во македонските народни приказни. Дали знаете дека со цел да му дадат бугарски карактер на Илинденското востание, бугарските историчари, фалсификатори, пред 60 години му измислија ново име Илинденско преображенско востание. Но секој историчар знае дека преображенското востание во јужниот дел на Бугарија започнува дури 17 дена подоцна и е сосема различно востание. Таблата е наместена во селото Пирин, општина Сандански. Македонците од Пиринско воделе битки со турците за времето на Илинденското востание. При тоа загинале повеќе од 20 македонци и на таблата убаво пишува: загинали 1903 през Илинденското востание. Дали знаете дека едно од 4 камени корита пронајдено е во Кавадаречко? Се наоѓа во близина на археолошкиот локалитет Еударист или во близина на храмот на богот Дионис кај селото Раец и Дреново. Служело за гмечење на грозјето, а преку отвор ширата се слевала и точела во мешини и крбли и се ставала во буриња. Потекнува од 4 век, а во неговата близина има уште едно вакво корито. Другите две се наоѓаат во местноста Белград и Мотичани. Ова е уште еден доказ дека лозарството и винарството во Тиквишијата имаат длабоки историски корени и богата традиција.